Да ги погледнеме кратките најави за денешниот дневник. Реконструкцијата на дворот на гимназијата не оди според планираното, признава градоначалникот, но ветува интензивирање на работите. Околу 1000 дечиња ќе бидат дел од годинашната Бадникова поворка во Охрид. Намален интерес од зазимување кај охриѓани. Славе Ѓоргодимовски е добитник на наградата за најдобра поема Григор Парличев за 2023 година. Најмалку 95 жртви во два одделни бомбашки напади во Иран, најсмртоносен од 1979 година. Со најавените и со останатите содржини на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Максималната дневна температура изнесуваше 10 степени Целзиусови. Во петок во западните и централните делови на Европа нестабилно време со врнежи од дожд кои ќе бидат проследени со засилен ветер. Врнежи од дожд се очекуваат и на север од Апенинскиот полуостров. На југ од Скандинавија, областа на Алпите, како и во североисточна и источна Европа, студено време со врнежи од снег. Во останатите предели од Европа ќе преовладува стабилно време со зголемена облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Во крајните северни предели се очекуваат локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 9 до 17 степени. Во Македонија во петок во утринските часови по котлините ќе има појава на магла која што ќе се задржи во предпладневните часови. Во останатите предели во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и релативно топло за овој период од годината. Минималните температури од -3 до 3 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 7, односно до 14 степени. Во Охрид во петок ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 3 степени, додека пак дневната ќе достигне до 10 степени. Во Охрид во сабота во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и температура до 11 степени. Во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд. Во недела облачно време со врнежи од дожд, ветровито и постудено со пад на температурите. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени. Во понеделник облачно време со врнежи од дожд, ветровито со дополнителен пад на температурите. Во попладневните часови врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег, така да наутро ќе биде најтопло со температура од 7 степени, а најстудено во вечерните часови со температура од 1 степен. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Специјалистичка биохемиска лабораторија Сонце. 20% празничен попуст во декември и јануари за хормони, туморски маркери и електролити. Лабораторија Сонце. 30 години грижа за вашето здравје. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Градежните зафати за реконструкција на дворот на Охридската гимназија не се одвиваат според посакуваната динамика, признава градоначалникот Пецаков, но ветува дека работите ќе се интензивираат. Ќе продолжи и уредувањето на тротоарите во централното градско подрачје со новиот метод со употреба на штампан бетон. Дали учениците од гимназијата Свети Климент Охридски второто полугодие ќе го дочекаат со уреден училишен двор и ќе може достоинствено да влезат во училишната зграда, побара одговор опозицијата во градскиот совет на последната седница. Градоначалникот Кирил Пецаков признава дека работите не се одвиваат со посакуваната брзина поради низа причини, но додава дека најважно е да се заврши работата што е можно побрзо. Факт е дека едно од најтешките работи се земјените работи, каде што па дури и за изведувачите, ако сакате, а посебно оние кои што ги гажат секој ден, се далеку од видливи. Поставањето на новите водоводни линии, атмосферската канализација, каблите и дренажата, која што е дефинитивно ќе можеби и најбитниот дел од самиот проект, за да го добие финалниот лик, се најбитните работи и кога ќе земам наназад, јас не сум стручен, меѓутоа дали можеше побрзо одредени работи додат? Да. Некојаш зависи од временски ситуации, некојаш зависи од изведувач, меѓутоа генерално дали можеше побрзо? Да. Дали ќе се интензивираат работите и се тоа ќе се привршуваат при крај во наредните неколку месеци, и тоа ќе ви го кажам да. Во врска пак со продолжување со реконструкцијата на тротоарот на улицата Димитар Влахов, градоначалникот кажа дека врз динамиката, начинот и планот на работите влијаело тоа што на половина од 2023 година од средствата предвидени во програмата за уредување на градежно земјиште биле извршени повеќе од 60 милиони денари.
Уредувањето на тротоарот на Димитар Влахов, но и на други улици во централното градско подрачје ќе продолжи на новиот начин со користење на штампан бетон наместо бекатон плочки. Продолжуваме со работа, нема да останеме на тоа, буквално централните улици, тука мислам на Димитар Влахов, веќе просветители го промена својот ликот со бекатонките. Димитар Влахов и Партизанска ќе го добијат новиот лик со на начинот на кој што во моментов се уредуваат, а гледате дека и многу сличен лик, да не речем исти, добиваат, пошто е сепак поразличен, не е на истиот концепт, ова е со штампан бетон, тоа е сосема поинаков начин на редење, се случува и на улицата 7 ноември, која што во моментов се реконструира. Градоначалникот Пецаков посочи дека општината ќе го искористи секој повик од министерствата, од владата и од сите институции за да извлече средства за реализација на проекти. Воедно додаде дека првпат во историјата се случува општината да има планиран пренесен приход од скоро 3,5 милиони евра, кои ќе се искористат и за раздолжување и за капитални проекти. Општина Охрид објави јавен повик за доделување стипендии на ученици во основно и средно образование, како и на студенти, магистранти и докторанти кои се лица со ретки болести и посебни потреби во општина Охрид. Јавен повик за еднократна финансиска поддршка на лице кое е згрижено во згрижувачко семејство на територијата на општина Охрид и јавен повик за еднократна финансиска поддршка на семејство кое има дете со тешка попреченост во училишна возраст. Општина Охрид за учебната 2023-2024 година објави јавен повик за доделување на ученички, студентски стипендии, како и стипендии за лица запишани на магистарски и докторски студии на државните и приватните училишта и универзитети во Република Македонија, а се однесуваат на лица со ретки болести и посебни потреби во општина Охрид. Стипендиите се доделуваат за 9 месеци во текот на една учебна година, а ќе се исплатат во текот на 2024 година. Износот на стипендијата изнесува 2000 денари за учениците со ретки болести и посебни потреби во основно и средно образование и 3000 денари за студентите, магистрантите и докторантите на државните и приватните универзитети во Република Македонија. Стипендиите се неповратни. Општина Охрид за буџетската 2024 година, согласно програмата за социјална и здравствена заштита, предвидува еднократна финансиска поддршка на лице кое е згрижено во згрижувачко семејство на територијата на општина Охрид. Средствата треба да се наменети исклучиво за поддршка на лица, деца кои се згрижени во семејства што опфаќа основна заштита и 24 часовна грижа за деца и возрастни лица кои немаат свое семејство или немаат услови за живот во сопственото семејство. Предвидената финансиска поддршка изнесува 10.000 денари по згрижено дете. За повикот за еднократна финансиска поддршка на семејство кое има дете со најтешка форма на попреченост во училишна возраст, кој не е корисник на стипендија или друг вид на поддршка од општина Охрид, предвидена е финансиска поддршка во износ од 15.000 денари по семејство. За оваа намена во буџетот на општина Охрид за 2024 година се предвидени 150.000 денари. Потребните документи за трите јавни повици треба да бидат доставени најдоцна 20 дена од денот на објавувањето по пошта во затворен коверт на адреса општина Охрид, улица Димитар Влахов, број 57, Охрид, со назнака за повикот за кој аплицираат или да ги достават лично во архивата на општина Охрид. Околу 1000 охриѓанчиња ќе бидат дел од годинашната Бадникова поворка, што по традиција ќе се одржи на Бадник оваа сабота, ден пред големиот христијански празник Божик. Пејки ја возобновената христијанска песна Вечниот Бог со звезди во рака, коледарчињата ќе го најават Христовото раѓање. Поворката тргнува во сабота наутро во 10:30 часот од црквата Свети Георги, Горна Влашка мала и ќе се движи по улицата Јане Сандански, булевар Туристичка и Охридската чаршија. Во 11 часот и 30 минути на градскиот плоштад Свети Климент Охридски, кај Бадниковата пештера, коледарчињата ќе ги пречека градоначалникот Кирил Пецаков заедно со советниците од Советот на општина Охрид, директорите на охридските јавни предпријатија и останати функционери кои ќе ги даруваат со пригодни подароци. Предводници на поворката ќе бидат Ѓоко Танески и Христијан Настоски Пајак. Бадниковата поворка во Охрид, која се одржува 11-та година поред, е во организација на Сдруженијето за грижа и воспитување деца од Охрид и е поддржана од локалната самоуправа.
Намален интересот за зимување кај охриѓани. Според туристичките агенции, понуди има за сечи џеп, но интересот се намалува. Од друга страна пак, расте интересот за подалечни тропски дестинации. Намален е интересот за зимување. Во споредба со минатите години, охриѓани пројавуваат се помал интерес за зимски одмор. Од туристичките агенции велат има богати понуди за сечи џеп по познатите зимски центри во регионот Копаоник, Златибор, Банско, Боровец, но граѓаните годинава помалку букираат. Поголем интерес има за дводневни или тродневни патувања низ европските метрополи. Ова година некако послаб е интересот за патување надвор, меѓутоа секако дека има клиенти кои што се одлучија новогодишните празници да ги прослават низ некои од низ европските метрополи. Тука би ги издвоил како Виена, Будимпешта, Истанбул, тие беа најпродавани и најбарани од нашите гости. Од друга страна, подалечните тропски дестинации, како Малдиви, Занзибар, Мароко, Бали и Куба, последниве години стануваат се поатрактивни, особено за помладата популација. Во последно време, точно така, далечните дестинации, тропските дестинации се многу атрактивни, барани. Во овој зимски период има доста кои што се одлучуваат да одат во тие тропски краишта, да се стоплат, па ето да искористат и некоја прилика како за просување или да како некоја да прослават некој јубилеј или некоја годишница, така да и тие се доста застапени. Инфлацијата и економската криза има влијание за намалениот интерес за зимување, но според туристичките агенции, охриѓани поретко патуваат за празници. Впрочем, тогаш повеќето имаат работа, особено лицата вработени во хотелско-угостителскиот сектор и туризмот. Славе Ѓорго Димовски е добитник на наградата за најдобра поема за 2023 година, која доделува Националната установа Центар за култура Григор Парличев. Наградата на Димовски ќе му биде врачена на посебна свеченост, информираат од Центарот. За поетското дело Денес, Славе Ѓорго Димовски е добитник на наградата Григор Прличев за најдобра поема во 2023 година. Одлуката едногласно ја донесе комисија во состав Милован Стефановски, председател, и Елизабета Шелева и Иван Додовски, членови. Од вкупно 7 ракописи кои беа анонимно пријавени на конкурсот, комисијата ги издвои во потесен круг поемите Денес, Одблесок пријавена под шифра Еригон и Армагедон, големиот суден ден, пријавена под шифра Валтер. Обшта оценка на комисијата е дека квалитетот на дел од пријавените поеми не е на очекуваното ниво, особено имајќи ги предвид угледот на оваа награда и вредностите на некои наслови што биле наградувани во изминатите години. Наградената поема Денес се издвојува од другите пријавени ракописи, посочуваат од комисијата. Поемата Денес донесува освежување на канонскиот модел на жанрот, избегнувајќи ги архаичните образци и реторика. Композициски поемата содржи 3 дела, секој со 3 пеења, сите проникнати со фино дозирани наративни секвенци и јасна нишка на приказната. Еден свеж, урбан, лирски глас наизменично ги поврзува општата и интимната состојба. Врз фонот на глобалната криза се открива драмата на тој и таа, неможноста за диалог, комплетната замрзнатост како внатрешна духовна состојба, но и потребата за допир и за светост. Поемата завршува со слика на празен подиум, додека, како што се вели во последниот двостих, победникот и поразениот седат на исто место. Така субјектот во поемата Денес по долго лутање од студен зимски предел во Париз, од Тел Авив до Ерусалим, се чини дека наоѓа конечна епифанија во тивкото ноќно ветре во Охрид, се вели во соопштението од комисијата. Наградата што во чест на славниот македонски поет и преродбеник ја доделува Националната установа Центар за култура Григор Прличев Охрид ќе биде врачена на посебна свеченост, а наградената поема ќе биде објавена. Општина Охрид обезбеди 2 изданија на Брајово писмо од книгата Гоце Делчев на Ванчо Николески. Минатата година Општина Охрид подготви 2 изданија на Брајово писмо од автобиографијата на Григор Прличев. Со поддршка на Општина Охрид преку Оделението за култура обезбедени се 2 изданија на Брајово писмо од книгата Гоце Делчев од Ванчо Николески, кои ќе бидат предадени на библиотеката Григор Прличев и на Сдруженијето на слепи лица од Охрид.
Со ова по повод 4 јануари, меѓународниот ден на бреовото писмо, ја искажуваме нашата безрезервна поддршка за поголема инклузија на слепите лица и лицата со оштетен вид во сите сегменти на општественото живење, објави градоначалникот Кирил Пецаков. Бреовото писмо им овозможува на слепите лица да имаат пристап до информации и контакт со надворешниот свет, а издавањето на книги со брајова азбука обезбедува поголем пристап и до образованието, литературата и културните вредности, додаде градоначалникот. Порача дека општината и во иднина ќе продолжи да создава услови за поголема вклученост во заедницата на сите граѓани, бидејќи сите заслужуваме подеднакви права и можности. Сдруженијето на слепи лица и лица со оштетен вид од Охрид брои 75 членови. Председателот Славчо Ѓајковски вели дека со локалната самоуправа имаат одлична соработка и упати јавна благодарност за новите изданија на брајово писмо. Минатата година општина Охрид подготви 2 изданија на брајово писмо од автобиографијата на Григор Перличев. Брајовото писмо е точкасто релјефно писмо, односно тоа е тактилен систем за читање и пишување што го користат слепите лица низ целиот свет, составено од Луј Брај во 1872 година. Во балканските земји писмото било воведено помеѓу 1900 и 1980 година, а во 1955 година УНЕСКО за прв пат го прогласува бреовото писмо како универзално писмо за слепи и слабовиди лица. Правните и физички лица кои се стекнале со имот или имаат промена на вредноста на имотот на територијата на општина Охрид до крајот на месецов да поднесат даночна пријава за утврдување на данок на имот. Општина Охрид ги известува сите правни и физички лица кои поседуваат имот на територија на општината дека најдоцна до 31 јануари годинава должни се да поднесат даночна пријава за утврдување на данок на имот за имотот што го стекнале или почнале да го користат во текот на годината или ако по некоја друга основа настанала даночна обврска и доколку имале промена во вредноста на имотот поради изградба, доградба, надградба, утврдување на правен статус на бесправно изграден објект и слично. Даночните обврзници кои не ги подмириле своите обврски по основ на данок на имот заклучно со 2023 година, истото може да го направат и по електронски пат на платформата за дигитализација на услугите во единиците на локална самоуправа. Даночните обврзници кои од било која причина се уште не го добиле по пошта решението за данок на имот за претходната година, истото може да го подигнат од канцелариите на одделението за даноци или да ги контактираат преку имейл danočno.одделение@ohrid.gov.mk. Сите дополнителни информации граѓаните може да ги најдат на официјалната страна на општина Охрид. Да погледнеме кои вести ги пренесоа странските новински агенции. Светот денеска. На четвртата годишнина од смртта на иранскиот генерал Касем Сулејмани во 2 одделни силни експлозии во неговиот роден град Керман, животот го загубиле најмалку 95 лица, објавија државните медиуми. Повредени се уште 211 лица. Иранскиот министер за здравство изјавил дека многу од ранетите се во критична состојба и следствено на тоа бројот на загинати би можел да се зголеми. Властите соопштиле дека експлозиите биле активирани со далечински управувач и биле на временско растојание од 15 минути. Ова е најсмртоносниот напад во 45 годишната историја на Исламската република. Иран вети одмазда. Владата ги нарече настаните терористички напад и денеска прогласи национална жалост. Во регионалниот суд за правда во Лас Вегас, обвинетиот, незадоволен од пресудата, ги прескокнал масата и судиската клупа и ја нападнал судијката, пренесува Associated Press. Најмногу настрадал судскиот маршал, бидејќи први пришол на помош на судијката и завршил во болница со исеченица на челото и изместено рамо. На обвинетиот му се судело за напад на лице со бейсбол палка кој го извршил минатата година, а претходно имал одлежено казна за семејно насилство. Сега повторно е уапсен и задржан во притворскиот центар во округот Кларк и се соочува со нови обвиненија, вклучително и напад на заштитено лице, односно судија, како и судски службеници. Англиската полиција соопштила дека во предградие на Ливерпул уапсен е 49 годишен маж кој е осомничен дека пукал во преполно кино. Осомничениот се товари за поседување оружје со намера да ги загрози животите на другите и за разбојништво. Полицијата соопшти дека мажот прво се обидел да ограби трафика и се заканувал на вработениот барајки пари, испукал
испукал еден куршум и си заминал со празни раце. За неполн час влегол во киното и им се заканувал на вработените, испукал неколку истрели во воздух и побегнал со автомобил. Потерата по него траела неколку часа, пренесува британскиот весник Сан. Кога се обиделе да го приведат, тој бил агресивен, поради што полицајците употребиле електрошокер. Одредена му е мерка притвор. Жена со нож во воз во Токио нападнала тројца мажи, соопштила јапонската полиција, пренесува Reuters. Жената е приведена, а здравствената состојба на тројцата повредени мажи не е позната, изјавил портпаролот на токиската полиција. Новинската агенција Кјодо објави дека ниту една од жртвите нема повреди кои се опасни по живот. Авионот на јапонската крајбрежна стража кој се судри со патнички авион на аеродромот во Токио не добил дозвола за полетување, соопштил министерот за транспорт и врски на Јапонија. На пресконференција министерот соопштил дека инцидентот се уште е под истрага. Сите 367 патници и 12 членови на екипажот од патничкиот авион кој се запалил на пистата успеале да се евакуираат навреме без поголеми повреди, но 5 членови на екипажот на авионот од крајбрежната стража загинале. Преживеал само капетан кој се здобил со тешки повреди. Авионот требало да достави помош во областите погодени од земјотресот. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.